Маршал Тито и во Кочани замина во историјата, откако мнозинството во Советот на општината гласаше за промена на називот на улицата што го носи неговото име. Во иднина, една од главните сообраќајници ќе се вика ВМРО. Предлогот за тоа дојде од редовите на советничкото мнозинство, што предизвика бурна дискусија уште пред да започне седницата на која, меѓу другото, се расправаше и за ова прашање. Не беше прифатено барањето на опозицијата целата точка од дневниот ред да се повлече поради немање образложение за предлогот. Поради тоа, кратко објаснување даде предлагачот, советничката Марија Ананиева. Значи, улицата Маршал Тито да се применува во ВМРО. Зошто? Затоа што ВМРО е внатрешно македонска револуционерна организација која што действува уште од времето на Отоманската империја, па во периодот пред Првата светска војна, помеѓу двете светски војни и по Втората светска војна, и затоа што незината единствена идеја и цел била обединета самостојна држава Македонија со уредување погледот на парламентарните држави на Запад и со заложби за остварување на социјалната правда. Мислам дека сите ние денес ги уживаме благодетите кои што како идеја ги имала оваа револуционерна организација и затоа што во оваа организација биле сите наши македонски херои кои ние денес ги славиме. Ваквото објаснување беше оценето како неиздржано и со идеолошка позадина, што предизвика низа од реакции кај советниците од опозицијата. За оваа работа има негодување и ние сме свесни за тоа. Предлогот што го дадовме на почетокот од седницата беше со таа цел. Јас не би се навратила на историјата, затоа што со оваа работа можеме да дадеме и други сигнали. Изградете некоја улица голема, крстете ја ВМРО, а не улицата која што е најголема и која што е во центарот, една од поголемите улици во општина Кочани, која што се наоѓа во централното градско подрачје, да ја прекрстувате од улица Маршал Тито да биде ВМРО. Значи тоа не е во ред. Дали тоа значи дека кога ќе настане промената на власта во Кочани треба ние сите да ги улици да ги сменеме воедни од едно име да ги ставиме друго име. И наместо дискусијата да се смири, таа уште повеќе се загреа. Вие, господјо советничке Марија Ананиева, можете во вашиот двор или во дворот на вашиот татко да вршите какви сакате измени, промена на намештај, да давате имиња на било што. И вие и Марија советничката имате исти права. И што сега правам лошо еве? А немате се. Излавате од... Има право да предложи, така ли? Ово тука станува збор за градот, господине секретаре. Тоа не е само ваш, тоа е мојот град. Тоа е град со традиција. Само моля, немате да се бегате, продолжите. Па што има тука на Велдил председател? Многу сте чувствителни станали. За советниците. Она не е изберена од нивниот двор. Она е изберена од градот. Јас се сомневам, градоначалниче, дека зад неа стојат сите тие што гласале за неа, дека ќе се сложат со овие. Видите коректно, Кело. Тензијата и понатаму растеше, а во еден момент се закани да премине во нешто посериозно, откако во вербалниот дуел меѓу советникот Трајанов и градоначалникот Димитровски избија искри што дополнително ја вжешти атмосферата. Без оглед кој говорник се наоѓа на говорница, не учтиво е градоначалникот од оздола да се провикнува и да ви суфлира како вие треба да постапувате. Ако тој лично смета дека вие не сте подобен за председател на Советот, нека го ставе тоа на дневен ред. Може да го променете градоначалниче. Не може, јас седам зад вас и ве гледам како се обраќаат. Кажу, а што си ти тука? А ти што си тука? Ајде, мога да прекинете. Ајде, а што си ти тука? Пауза 5 минути. Ти си тај... А ти кој си? Па ти немаш право. Пауза. Како ти кој? Ти кој си? Радко Димитровски си ти. Јас сум Владко Трајанов. Колку си ти, толку сум јас. Ти ги дали што? Па ти не ги кажеш. Како не те е срам? Па теб да не да е срам. Како се обраќаеш мајсторат. И излези одговорен за кажи. Ако сметаш дека не може да води седницата, смени го. Имаш мој. Сметаме дека преминати. Пауза. По 10-минутната пауза страстите се смирија, зашто барање упати и координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН. Начинот на кој што беа изразени денеска некои излагања не држат и затоа ќе ве замолам, значи страстите и емоциите да бидат задржани надворот оваа седница, а не овде на говорница. Ние од Социјалдемократскиот сојуз ниту сакаме, ама баш ниту сакаме некоја улица, некоја установа или било што да не се вика ВМРО. Колку и да звучи тоа парадоксално.
ама само ВМРО, без да памане, затоа што ќе не влеземе во некоја друга смера. Меѓутоа, ниту пак сакаме да се бриши еден дел од нашата историја, која јас лично и многу од нас ја доживаме повеќе од позитивно, на која и го должиме нашиот и физички и секаков вид на опстанок до ден денешен. Апелите да не се прифати предлогот за менување на имињата на улиците Маршал Тито и Иван Серафимов не беа прифатени. Со 11 гласа за, мнозинството во Советот ги смени нивните називи, а советниците од опозицијата првим побараа поединечно гласање, а потоа ја напуштија седницата. Со усвоената одлука, во иднина улиците ќе се викаат ВМРО, односно Петровденска.